Ништо од поевтинување на лебот. Иако век на леб беше најавено дека ќе се продава за 32 денари, таа денеска изнесуваше над 50 денари па и повеќе. И покрај најавите за намалување на цените и на основните прехранбени производи за 10%, не забележавме пониска цена ниту на лебот, ниту на млекото, ниту пак на маслото за јадење. Алфа направи обиколка низ поголемите маркети во Скопје и забележа дека сите цени се на исто ниво како и пред неколку дена. Граѓаните кои биле во продавница не забележуваат никакво поевтинување. Велат цената иста како и досега. Јас сега земав по стара цена лебот. Нема. Очекувате да има поевтинување или тешко период? Тешко. Денеска во никој со оглед на ситуацијата не може да ми се верува. Еве толку ветувања сега пазарев, се си е постаро. Па исти се знам, еве јас сега баш земам. 50 денари она фурна дима, 50 оста. Мислам дека е иста. Денеска најавува или? Денеска не верувам, не. Не. Дел од продавачите во поголемите маркети за Алфа вела дека утрово не добиле известување за намалување на цената на лебот, ниту пак на другите основни производи. Иако граѓаните очекуваа поевтин леб од денеска, тоа за жал не се случи. Но надежта останува дека цената на лебот ќе поевтини, но не сега, туку во текот на наредниот период. Поевтините прехранбени производи треба да бидат резултат на владините поволности за поевтина струја, која дел од компаниите се уште ја чекаат. И тие компании се спремни исто така да го надменат овој проблем, но информацијата што стигна од Ева на Македонија вчера на крајот од денот е дека заедно со Министерството за економија и со ЕСМ ќе се направи се за да се доработи договорот и да може и тие да бидат ставени во системот. Од мелничко-пекарската индустрија вела дека лебот сигурно ќе поевтини, но тоа нема да се случи веднаш. Во споредба со лани цената на лебот поскапе за дури 44%, а цената на некои лебови достигне и до 100 денари, што досега останува непроменета. Освен лебот нема поевтинување ниту на млекото и млечните производи кои поскапе и за 30%. И за маслото за јадење за кое се најавуваше поевтинување, се уште се продава по иста повисока цена.